Сегашниот систем за наплата на патарина ги дели експертите на за и против, но оние што располагаат со прецизни податоци тврдат дека времето за класична наплата на патарините е поминато. Анализите покажуваат дека државата може да заштеди значителни средства на годишно ниво, бидејќи се намалуваат трошоците за одржување на патарините и персоналот во кабините. Од друга страна, ово носи друг проблем. Со оваа промена, стотици вработени кои сега работат на патарините, ќе се соочат со губење на своите работни места. Дополнуваат експертите. Доколку се воведе плаќање со винетки, тоа значи дека сите со регистрацијата на возилото ќе мора да плаќаат паушален износ, пошто возењето низ целата држава ќе биде слободно. Но овој начин носи друга неправда. Не е фер. Зошто? Зашо патиштите за никаде, а патарина зиват, што немаме пари, одека да платиме? Зависи тоа, како и по европските земји треба да се уведе у тоа. Затоа што некој возат помалку, некој по-добро. За се да е исто. Па не, мислам фер, але сепак треба да има некоја разбирање, треба да има некоја толеранција. Што би, например, они мајни плачи? Бар по мене, не се нава, ја купим стално идем. Пошто нисам одавде за Србија, значи ја плачам путарину и идем често, но плачам. Не. Зошто не? Тај што почти треба да се намале. Да се намале, што да така исто. Има некој што почува и се вали вечер. Да. Од своја страна, транспортерите за оваа дилема велат. Ако постои електронско плаќање, како што е во другите држави, меѓутоа принципот треба да се смени. Не треба да се плаќа некоја патарина која што се однесува за сите возила. Исто така да се направи скалесто плаќање на користење на патиштата врз основа на евростандардот на возила. Што значи колку е повисок евростандардот на возилата, треба да плаќаат помала патарина, колку е понизок, треба да плаќаат повеќе, бидејќи ја загадуваат животната средина. На Балканот и во Европа, наплатата на патарина е различна, но винетки имаат Бугарија, Словенија и Австрија. Во Бугарија пропусница чини 45 евра. Во Словенија цените варираат во зависност од типот на возилото и време траењето на винетката, а во Австрија може да се избере помеѓу класична налепница или дигитална винетка. Македонија годишно од патарина наплаќа околу 60 милиони евра, а со воведување на винетки оваа сума, објаснуваат експертите, би можела да се зголеми за уште барем 10 милиони евра.